Знам после се залудно е јас да се надевам на тебе. На срце во жиг од мене си дел, но за нас нема ден. Не дадовме од себе се и сега е предоцна, зар не? А се уште си мојото милен стих, оно што душа ми милува гали. Те љубам повеќе од сите и од се, се губам без тебе во овој глупав свет. Те љубам повеќе од сите и од се, ме гори како крев, извини ми за се. Оддалеку те гледам, не сум јак, губам твои паѓам како сенка врз моето срце од возбуда. Од најдобри пријатели, сега непријатели, згаснало на златниот сјај, а се ми траја за тебе, да си тука секој ден. Те љубам повеќе. 9 часот и 30 минути, Те љубам, тоа е насловот на најновиот проект на момците од Браво Бенд. Ќе го погледнеме целиот спот и ќе ја слушнеме целата песна и во текот на разговорот, но и на крајот од емисијата. Добро утро, Дејан Младеновски, Кире Денов. Добро утро. И минатиот пат ни бевте ве местат вака рано наутро, или Цело ве време, на да. куци од целиот бенд. Најверојатно да. Добро утро, уште еднаш и добре ни дојдовте. Велите страниците од приказната музичка продолжувате да ги испишувате со нови numeri. Овој пат зборуваме за темата Те љубам. Поп-рок стил, Да. ако можем Така така е, да да. кажем. Пред колку време ја промовиравте оваа песна, кој стои Пред позади точно неа? 5 дена. Песната е на Весна Малинова. Овој пат одбравме македонски автор. Комплетно е песната нејзина, и музиката и текстот. Синоќа, вчера, значи, ја објавивме и српската верзија од оваа песна. Истата песна има и српски текст. Тотално е иста приказната. Поточно Весна ни ја презентираше така што прво ја слушнавме српската верзија, но затоа што на публиката и ветивме дека ќе снимиме македонска песна следен пат, тоа го направивме така. Ја замоливме Весна да ни направи македонски текст со скрос иста приказка и се вклопи се во истиот спот, исто видео, исто аудио. Две во едно. Приказна, да. Две во едно. Да. А претходната беше на српски, така? Да, претходните две беа на српски, српски автори. Екипата што ја работеше аранжмански и продукциски е истата екипа од Србија. Таму ја снимивме и оваа песна, но македонски автор. Пробуваме да шириме пазар малку. Тоа сака ви да прашам како поминавте со тие претходните промоции Па на добро, на да, српски супер. јазик, бидејќи некако кога зборуваме за песни на српски, зборуваме и во регионален контекст. Сите што сакаат, нели, да направат кариери во Хрватска, Словенија, целиот овој простор, творат и создаваат Да. песни на српски јазик. Ги почувствували Браво Бенд тие придобивки? Па почувствувавме регионални? јавувања некој. Имаше доста и луѓе ни се јавува дека песните се вртат по Црна Гора, Хрватска, така да, значи има нешто што привлекува. Може би и повеќе се вртат таму, отколку тука. Јас тоа пред некој ден патував во Србија и на радио слушнав песна од Драган Вучич, например, нешто Да. што, и тоа многу стара песна, нешто што кај нас, например, е... Заборавена скоро. Па да, веќе скоро заборавено, затоа и се насмеав кога кажавте некако како повеќе да ни се цени музиката надвор. Искрено така е. Најверојатно е така. И публиката, најверојатно заради тоа што ги слуша песните надвор, ги знае. Да. Значи можам да кажам дека песните што ги издадовме пред овие 3 песни, скоро и да не ги знаат. А овие, пошто се издадени, како да кажам, интернационално, нели, регионално, ги пеат на нашите настапи. Значи ги знаат. Кога зборуваме за стилот, велите се трудиме да го одржиме и ветувањето дека малку што е можно повеќе да сте стилски поразлични. Што значи тоа за Браво Бенд и за во иднина, кога зборуваме за нови песни? Различноста е одлика на Браво Бенд. Значи нас можат да не слушнат како свириме фолк музика, македонска народна музика, можат да не слушнат како свириме некои регионални хитови што спаѓаат во друг жанр, па дури и турбофолк, нели?
слушнат. Може да не слушнат како свириме рок, некои джез стандарди. Но не сите Поп. бендови може Да. да ги слушнат како создаваат авторска музика. Да, и Тоа да го се, потенцира. Да, и се трудим и авторската музика да ни биде разнолика. Значи, Катаклизма беше песна што е во поп-фолк стил. Да. А предходната Љубов преко мреже беше во некој ска стил, реге. Оваа сега е поп-рок стил. И, Но има во неа нешто што мириса на фолк. и исплатливо ли е да се обраќате кон повеќе слој на публика, која што сака Па да. различни жанрови? Да, на нашите Почувствувате настапи. тоа на Па настапите? доста сме присутни сегде во секој град од Македонија и имаме понуди од надвор, така да значи сето тоа има некое влијание. Така. Погледнавме и спот. Кажавме кој стои позади аудиото. Кој го изработи спотот? Георги Вацев, како и предходните два. Екипата е иста. Екипата не ја менуваме. Не ја менуваме, да. Приказната е Па успешна добро, и кога екипата не веќе ја се, менуваме. да. нели, едноставно провери една екипа и кога успехот е загарантиран, зошто и да се менува. менува, да. Зошто и од бендот вас да ве менуваат да гостувате по утрински кога одлично Не, ви ке мора некој друг да гледате пусти мака на сцена. разговорливи сте, зошто да ве менуваат? Нека спијат. Во последно време сме стандардни. За Браво Бенд и познато дека се менуваат и членовите, но во последните години сме истите. Не, се шегувам за вас, бидејќи ве Да, праќаат да, по утрински, зошто и вас Да, да ве менуваат, ете, за кога станува збор за утрински емисии, си имаат кого да пратат, нема потреба од промени. Момци, 2025 е на стартот. Ако вака влегуваме со нова песна, тоа значи 2025 имаме стандардно доста, новинарско да, да, прашање, ама морам да го поставам на почетокот Имаме од планови годинава големи, сме. да. Што се плановите? Да, не застануваме со авторска музика, се спремаат уште неколку песни моментално, отом потом, нели? Поради настапите, Да. обично ги разлекуваме работите. Обично сега, верувам, после празнициве некако и пред почеток на новата сезона и со свадби, пролет и слично, Сега сега малку малку оваа е година потивко. почна порано сезоната со свадби и тука може да се различат некои работи, меѓутоа екипата во позадина си работи, вајде оваа година нема подолго Се време. надеваме да до не- крајот на годината барем уште една да излезе. Ние ќе ги работиме паралелно, но заради настапите не можеме се да направиме пример за 2-3 месеци. Так сигурно нема. Добро, тоа значи дека ќе се видиме повторно во Македонија наутро. Ни Фала бевте ви за на предходната песна, еве сте и сега тука, се гледаме повторно. Фала ви на Фала ви. поканата. Фала ви, благодарам уште еднаш. Драги наши, со овој разговор јас ќе го завршам ова денешно издание на Македонија наутро. Утре од 6 часот и 45 минути со вас колешката Кристина Талеска Големтеова. Имајте убав ден, во 10 часот се и најновите вести на јавниот сервис. Пријатно. Знам после се, залудно е, јас да се надевам на тебе, на срце во жиг, од мене си дел, но за нас нема ден. Не дадовме од себе се, и сега е предоцна, зар не? А се уште си мојото милен стих, оно што душа ми милува гали. Те љубам повеќе од сите и од се, се губам без тебе во овој глупав свет. Те љубам повеќе од сите и од се, ме гори како крев, извини ми за се. Оддалеку те гледам, не сум јак, губам твои паѓам како сенка врз моето